Дали голем финансиски скандал преку набавка на патни исправи го тресе Министерството за внатрешни работи. Порталот вечер објавува дека незаконски од буџетот на граѓаните на Македонија се оттуѓени 20 милиони евра. Околу овој голем скандал се огласи техничкиот министер за внатрешни работи Наке Чулев. Вели дека се води интерна постапка преку која ќе се види дали се вршиле злоупотреби при набавка на патни исправи. Во однос на пишувањата на одредени медиуми за незаконитост во постапката за набавка на пасоши, тоа што во моментов можам да потврдам е дека во рамки на Министерството за внатрешни работи во тек е интерна постапка која треба да утврди дали постојат одредени елементи кои укажуваат на можни злоупотреби при набавката на патни исправи. За сите недоследности кои би се утврдиле ќе биде покрената соодветна постапка за што јавноста ќе биде информирана. Министерството, тогаш предводено од сега техничкиот премиер Оливер Спасовски, прво во мај донел одлука за јавна набавка за образци за лични документи, пасоши и слично. Еден месец подоцна во јуни повторно е донесена одлука, без да се наведе дека претходната е поништена. Таму во точката 3.1 решено е дека за таа цел ќе се издвојат 7 милиони евра плюс ДДВ за домашни фирми. Сепак било одлучено да се побара понуда од Веридос ГМБХ од Минхен, објавува порталот Вечер. Со германската компанија бил постигнат договор кој наместо 7 милиони евра е вреден 19,7 милиони евра или 12,7 милиони повеќе од првично спланираните, со што цената на тендерот пораснала за енормни 170%. На крајот вредноста на образците кои се нарачуваат е 8 милиони евра, од вкупно договорените рече се 20 милиони. Прекршување на законот е направено и со авансното плаќање на 4 милиони евра, платени се 50% од набавката, наместо дозволените 20%, пишува порталот Вечер. Околу ова реагираше опозицијата, од ВМРО ДПМН е барат обвинителството да го испита целиот овој случај, да проверат дали може би има криминал. СДСМ се исклучиле договор со фирмата Веридос за набавка на пасоши во периодот и документи за лична идентификација во периодот од 1 јануари 2020 година до 31 декември 2021 година во вредност од 20 милиони евра, поточно околу 19 милиони и 600 илјади евра. Дали конечно јавното обвинителство ќе се разбуди, ќе се охрабри и ќе поведе постапка за овој случај каде што пред очите на целата јавност се случува криминал во милионска сума. За реализација на одлуката формирана била комисија од 7 членови и 7 заменици. Она што буди уште поголеми сомнежи, како што објавува порталот Вечер, е што 9 од 14 членови и заменици биле сменети. Тие биле сменети откако истечен рокот за понуда по тендерот и наместо истиот да се поништи се продолжува со постапката, пишува Вечер.